Добра вечер на сите. Не треба да кажувам дека ми е многу мило секој пат кога доаѓам во овој град. Заради луѓето, заради топлината, заради искреноста, заради честноста, заради многу работи, најмалку затоа што сум по еден дел од едниот родител по потекло од овој крај. Благодарам. Морам да ви кажам дека воопшто не е тешко да бидеш говорник после овој од малце. Било кој да зборува ќе биде подобар од него. Почитувани, цела Македонија изминативе месеци е на нозе. Ова што се случува е политички феномен како што не сме го виделе од 90 до денес. Јас сум од оние повозрастните, гледам тука исто луѓе кои се мои годишни или постари, знаат дека сме имале протести и порано, сме се бореле за правдина, но волку долго, волку широко, волку длабоко со оволкава бројка луѓе не сме имале никогаш, ама апсолутно никогаш. Ова што го прави македонскиот народ и македонските граѓани во изминативе 2 месеци е за секоја почит. Јас ви се поклонувам. Пријатели, знам дека после толку долго време на улиците, кога имате работа со една тотално глума власт која не сака да ги чуе нашите оправдани барања, се појавуваат и гласови на скепса, на резерва, луѓе кои велат уште колку треба за да ја турнеме оваа диктаторска власт од таму од каде што има насила влезено без било каков легитимитет. Јас ги разбирам вашите прашања, со некој од вас и вечерва разговарав на таа тема, и сакам да ве уведам и ќе ви дадам докази во следните неколку минути дека сме на вистинскиот пат, дека нема теоретски шанси нашата револуција да не успее. Значи ние влегуваме објективно во последната фаза од демонтажата на диктатурата на Груевски и неговите. Во последната фаза. Дозволете ми само неколку збора за најбитните работи кои одбележаа годинава што ја зад нас. Има една година и неколку месеци повеќе како слушнавме 40 бомби за стравотиите кои овој режим ги правил врз сопствениот народ, со една единствена цел да се остане на власт и да се натрупа богатство. После тие бомби, а има уште 10 пати повеќе кои ќе бидат предмет на работа на СЈО, сигурно ништо повеќе не може да биде исто, нема шанси да се вратиме на тоа што беше претходно. Малкумина претходно знаеа што прават Груевски и тајфата, сега знаат сите, вклучително и членовите на ВМРО ДПМН. Значи, после тој материјал, тоа беше разобличување до коска и тие не можат повеќе да се продаваат за честни домаќини кои работат 24/7 само за македонските граѓани. Не, тие работат само за себе и тоа и последниот македонски граѓанин во најоддалеченото планинско село досега тоа го има разбрано. Друга работа. Правиме година дена од политичкиот договор кој го нарекуваме пршино. Точно година дена. Овој месец беше првиот негов дел, следниот месец вториот дел. Направивме мешана влада која тие насила ја вратија назад, ги истераа буквално нашите опозициони министри, мислејќи дека со тоа ја завршиле работата. Сакам тука да ви кажам на сите и на оние кои тоа го знаат и на оние кои тоа го чувствуваат. Ќе биде многу брзо формирана нова политичка влада во која ќе учествува опозицијата и тамо нема да биде како минатиот пат. Во таа влада нашите министри и заменици нема да бидат обструирани на секој чекор, бидејќи ова што видовме претходно беше се само не влада заснована на фер принцип. Тоа беше влада во која ние глумевме дека сме рамноправни со нив, а тие си ја тераа работата како што сака. Ова што сега се подготвува, јас се надевам дека многу брзо ќе го видиме пред нашите очи, е влада во која нашите министри ќе имаат збор, зборот ќе им се слуша, нема да ги слушаме повеќе криминалците, кои ги слушаме и денеска на бомбите, туку ќе ги слушаме луѓето кои имаат дигнитет, кои имаат знаење, кои имаат кредибилитет, кои се избрани од народот
да не представуваат во тој транзиционен период во кој ние мораме, повторувам, мораме да направиме услови во кои ќе имаме фер и демократски избори. Поинаку нема логика, нема резон да бидеме во било каква влада која само ќе ја потврди диктатурата на Груевски. Според општото уверување, најголемата придобивка од Пршинскиот договор, дури и сега кога формално се сами тие повторно во владата, е институцијата наречена специјално јавно обвинителство. Тоа обвинителство, тие обвинителки, тие луѓе што работат ден и ноќе, душата им ја извадија на овие криминалци. Утре се најавува нова пресконференција на која очекуваме нова бомба која ќе покаже со какви нелуѓе сме имале работа сите овие години. Пријатели, сите знаете дека аболицијата на така наречениот председател имаше за задача да го неутрализира СЈО комплетно, но тоа не успеа. Не затоа што е делум на аболицијата. Аболицијата многу брзо ќе биде комплетна и СЈО ќе продолжи да работи нон-стоп во откривање на нивните незапаметени, нечуени криминали. Значи, многу брзо таа институција ќе ги постави работите на своје место и се очекуваме и се надеваме дека и судиите кои работат во судовите на тие предмети наскоро ќе почнат да им даваат притвори и затвори на овие кои заслужуваат да скапат во замбана за тоа што го правеле. Последната работа, според мене, и најважната која ни се случи, ја кажав на почетокот, сега ќе ја споменам уште еднаш. Мислам дека поубава работа за македонската демократија, за младата македонска држава не можеше да има од шарената револуција. Мислам дека сите ние што сме дел од шарената револуција во било кое парче од македонската територија, еден ден ќе бидеме горди и ќе имаме за што да кажуваме на нашите поколенија, дека сме се бореле за правдина, не за пари, сме се бореле за дигнитет, за образ, за човештина, а не сме оделе контра сопствениот народ. Затоа што овие изроди, тоа што го прават 10 години, не го правеле најголемите окупатори на македонската земја во историјата. Драги пријатели, сакам да завршам со неколку поздрави на неколку дестинации кои мислам дека мора да бидат споменати. Значи, прво, нека е вечен овој град, Крива Паланка, нека ни е вечна Македонија, Република Македонија, нашата држава, нека е вечен македонскиот народ и македонските граѓани кои се ова го прават за да биде подобро на сите нас и Господ да ни ја чува и да ни ја брани шарената револуција, со која ќе дојдеме до конечната цел, а тоа е слободна и наша Република Македонија.